Почитувани, за огромен криминал во Малешевијата уапсени беа 15 лица, меѓу нив и директори, полициски началници и шумски полицајци, осомничени за злосторничко здружување и пустошење на шуми со штета од над 100 милиони евра. Но она што е симптоматично е молкот на ВМРО ДПМН. Зошто е овој молк? Дали ДПМН молчи затоа што во периметарот на акцијата се наоѓа и началникот на шумската полиција и воедно кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН Митко Костадиновски? Дали како создавачи на ова злосторничко здружение се токму началниците од ОВР Делчево и шумската полиција, партнерите во криминал Блашко и Митко? Дали истите двајца го координирале движењето на незаконски и сечената дрвна маса за да заврши во една делчевска компанија од дрвната индустрија? ДПМН и Костадиновски должат одговори на овие прашања. Костадиновски е началник на шумската полиција, има највисока раководна позиција на органот, кој е задолжен да ја чува шумата, да ги спречува уништува шумите, бесправните сечи и шумските кражби. Или началникот на шумската полиција, Митко Костадиновски, е инволвиран, или кандидатот за градоначалник на општина Виница од ВМРО ДПМН е неспособен соодветно да извршува својата функција. Трето, нема. Уште пострашно, Костадиновски има и судска пресуда од 2012 година за недозволено држење оружје и муниција. Ете, ова е кадарот што ВМРО ДПМН им го нуди на граѓаните. Митко Костадиновски не може и не сме да биде прв човек на Виница. Граѓаните заслужуваат подобро и затоа ќе го казнат ВМРО ДПМН на локалните избори, ќе покажат дека сакаат промени и дека сакаат чесни и одговорни луѓе. Благодарам.